На при крајот на подготовките на македонска репрезентација еве твои печатоци од формата на репрезентативците и од она што е сработено до сега во пресрет на светското првенство во кадетска конкуренција. Навистина сум задоволен како ги одработивме подготовките, поготово тој првиот дел. Овојка повеќе ни акцент даде на некој технички, тактички дел. Напорно е, знам дека е напорно. Сега за формата не можам ништо посебно да кажам, сепак таа формата очекувам да ја достигнеме некаде дури тамо на надпреварот со Данска, четврто коло. Се надам дека сето тоа ќе иде во нагорна линија. Затоа и се одлучив, бидејќи и групата ни е за разлика од другите групи малку ни е послаба, така да и со самата група каде што ќе се надпреваруваме ни дозволува до одредено ниво да играме и со формата и да очекуваме тука да го добиеме баш она една фина глазура, да го добиеме тој такмичарски дел и каде што јас очекувам дека најдобриот надпревар и формата дека баш ќе ја истемпираме добро да биде баш со тој еден од по мене најбитните надпревари во групата со надпреварот со Данска. За сега играчите се навистина дисциплинирани, навистина се борат за тие 16 места што би им донело тикет за тоа светско првенство. Се надам дека секој биде добро, иако имаме мали некои проблеми со стомачен вирус, но тоа се некои нормални работи што би се рекло во ваков еден процес каде што веќе сме заедно 15 на дена, така да се бориме и со тие некои мали ситни проблемчиња, така да, но мислам дека до почетокот може не до почетокот до надпреварот со Чиле, мислам дека секој биде окей, дека сите ќе бидеме баш онака спремни баш да идеме во таа нагорна линија за светското првенство. Се познавате добро со репрезентативците, ги водите веќе втора година. Го промени ли некој од нив вашето мислење за него во текот новија подготовки? Па добро, сите поминаа на безброј тестови, не само кај мене, него кај комплетно кај стручниот штаб. Се работи за момци кои јас мислам дека комплетно им го сменивме размислувањето и погледот на ракометот. Сите оние турнири на кои што учествувавме, сите оние големи надпреварувања, може да ги издвојам, мислам дека прекретница можеби беше и тоа европското првенство беше го играме во Грузија каде што стигнаме до полуфиналето и загубивме. Мислам дека прогресивно дека добро напредуваме. Достигнавме едно навистина по мене едно завидно ниво. Можам да кажам дека и на последниот турнир што беше во Бугојно и на турнирот што го одигравме во декември месец во Скопје, одигравме два врвни турнири со репрезентации национални селекции кои се сместени во А дивизијата. Одигравме егал утакмици, имаше селекции кои што ги победивме. Мислам дека добро напредуваме, уште напредуваме. Мислам дека не може да го достигнеме можеби во овој период максимумот. Се надевам дека ова светско првенство ќе ни биде како една одскочна даска и можеби домашна публика, мотив плюс, мотивираност на едно повисоко ниво, да можеме повторно да идеме во таа некоја блага нагорна линија. Македонија е домаќин на светското првенство. Има ли некоја цел поставено за оваа репрезентација? Па јас секој пат идам првиот натпред да го победам. Така идам секој пат сакам да го победувам. Така ќе биде со првиот со Аргентина, сигурно ќе идеме на победа, не бегаме од таа некоја фаворитска улога. Еве за цел пред излекувањето на пример посакувавме да се пласираме во тој втор круг. Втор круг, ова е систем на елиминации, не е како кај сениорите, значи би стигнале во тоа 8 на финале. Гледајќи ја групата, гледајќи ги селекциите, гледајќи ја групата што ние самите си ја одбравме, малку апетитите нели мене како селектор нормално ми порасна. Нема да поставувам некој дополнителен притисок кај играчите. Да, 8 на финале, да, тоа е некој минимум што треба да го постигнеме. Јас се надевам дека ќе влеземе во четвртфинале. За нешто повеќе од тоа четвртфинале ќе требам да исполниме повеќе некои предуслови. Како што е на пример факторот среќа, да сме сите здрави и живи, да имаме некоја добро едно завидно ниво, завидна форма, добро да изротираме, затоа што пак ќе кажам, многу е битно како ќе поминеме во групата, колку тие се на хартија се полесни противници, на хартија кога ги гледаме, ги имаме материјали, тоа ќе бидат 5 добри надпревари, ќе видиме колку ќе можеме тука да економизираме, колку ќе можеме да влеземе во ротација.
Пак ќе повторам, за такво едно високо ниво на игра ќе видиме колку што ќе можеме уште колку играчи да можеме да формираме, да можат да одиграат, да дадат со некој допринос 5-10 минути колку што е потребно. Јас со некои тие предуслови ако ги исполниме, јас мислам дека и во четвртфиналето пак ќе кажам и факторот среќа е битен, битно е кој ќе ни падне, битно е со кого ќе се вкрстиме и јас се надевам дека треба да постигнеме еден убав резултат. Што ќе биде силата на оваа репрезентација на ова првенство? Да ви кажам искрено, борбеноста мислам дека нема да ни недостасува. Имаме проблеми со некои технички тактички решенија кои, да ви кажам искрено, можеби малку и поспоро идат во смисла на таа некоја подготовка од тоа што го очекував. Но имам доволно време, имаме доволно денови да бидеме заедно. Да ви кажам искрено, почнав многу да кратам од тој физички дел и повеќе се завртев да ги подготвувам на тој техничко-тактички дел каде што ќе треба за X ситуации, каде што треба да најдат решенија. Каде го гледам проблемот? Проблемот го гледам во надпреварувањата во кои играат, за разлика од другите нивни врсници кои веќе и се стандардни играчи, играат и во први состави, играат во едни убави лиги. Имаме ни играчи кои се уште играат по младински кадетски лиги. Така да мислам дека и нашево овдека, како што би рекол, само се изразувам дека имаме базен со играчи, во тој базен каде што се наоѓаат они, на пример во овој дел овдека, они се главни играчи и они апсолутно доминираат во тоа нивна категорија. Мора да дадат плюс, мора да дадат чекор напред за овие проблеми што ни се појавуваат сега за едно вакво големо надпреварување да ги немаме.